Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, Македонија, добар ден, почитувани слушатели и гледачи на Радио Слободна Македонија, бидејќи вие гледате и слушате во боја. Јас сум Слободан Томич, автор на Гласот на народот, саботно издание, 29 април 2017 лето господово. Да бидам искрен, ова е еден продолжен викенд, бидејќи Македонија знае да ужива, како и другите држави, нормално, а заслужува Македонија да ужива, бидејќи народот на Македонија, македонскиот народ, е еден редок пример на народ во светот кој знае секој да биде благодарен и скромен и на тоа што му се дава. Овој пат ќе му се даде надушка на душата да помине, да ги заборави ако може овие немили настани кои ни се случија пред речиси 72 часа, кога некој дефинитивно сака и натаму да воведе една диктатура, еден тероризам во оваа држава, имајќи факт дека народот тоа не го заслужува. Не го заслужува бидејќи 2 месеца последователно во континуитет македонскиот народ докажа и упати порака во светот дека никој не може да го уништи, не може никој да го пробие тој зид што го создаде македонскиот глас, македонската љубов, македонското единство за заедничка, единствена, мултиетничка Македонија. Да, драги мои, веќе денеска, поточно во оваа студио на Радио Слободна Македонија го поканив мојот драг пријател и еден врвен аналитичар, господинот Сотир Костов. Ќе му посакам добар дојде и добар ден, Сотире, добро дојде. Добар ден, добро ве најдов. Еве, задоволство ми што во интерес на времето само да го поздравиме слушателите и гледачите на Радио Слободна Македонија од Дине, кој е мој совработник, од Дине Вучков, кој исто така ќе се грижи за вашите јавувања, бидејќи оваа емисија е интерактивна. На нашиот телефон 02-3131-332, не гледате на сите 5 континенти. Поздрав до македонската диаспора, која очекувам исто така. Значи, прашањето ми е директно во интерес на времето, што е тоа што се случи во четвртокот или ден пред веќе? Па видите, најпрвен поздрав до вас, до Дине, до уредништвото на радиото и до сите ваши слушатели. Благодариме. Видите, лично мислам, или би рекол убеден сум, после преспиена ноќ, 1-2, и после така една првична крок и анализа, дека на граѓаните на Република Македонија, тие кои се носители на суверенитетот според Уставот на Република Македонија, им се случи, им се наметна еден политичко државен тероризам кој го реализира, направија, наметна заев СДСМ и неговата албанска дружина. Тој тероризам факт е, како што е тоа факт е дека и предизвика нереди, револт, гнев, упад во собранието на Република Македонија и насилство. Значи, не можеме и од овој факт да побегнеме. Но, многу е битно да не бидеме замаени од некои така привидни работи, од некоја завеса што ни е ставена пред очите, од магла што ни се сервиса, толку чуениот ја што го велам борски пудинг, од кого не можеме да кристално јасно да ги видиме работите, да се обидеме сепак да ги видиме. Господине Томич, мојата прва теза за ова е: мораме да сме свесни дека од завчера во собранието на најсурав, на начин спротивен на Уставот, незаконски и на начин спротивен на деловникот на собранието на Република Македонија, се случи реализирање прва фаза
реализирање на тиранската платформа. Многу пати сум зборел и е познат мојот однос за тиранската платформа, дека е наметната, дека е диктирана од странски центри, од странски држави, кои не и мислат добро на Македонија. Тоа се, како да кажам, грамзливи. Тоа се држави гладни за територии, за заземање територии, за распарчување на држави и поробување на народ. И да бидам конкретен, тоа се луѓето кои имаат аманет од пред 150 години да направат голема Албанија. Токму тоа ни се случи. И сега, сценаристот е стварно некој сценарист од голем маштрб, бидејќи тоа така го направија, да, сакајќи да покријат незаконскиот избор на председател против уставниот и против одредбите на деловникот на собранието, избор на председател на собранието на Македонија, тие предизвикаа нереди и сега никој да не зборува за тоа дека се направи, ама буквално, јас сум правник, легалист, не сум човек кој не ги разбира работите и внимавам кои изрази ги употребувам и ви тврдам дека ова е многу така софистициран упад во уставниот систем, во законскиот систем на Република Македонија, а што ме упад, што ме изместување на институциите, тоа е државен удар, тивок или експлозивен, мал или голем, времето ќе покаже. И сега, да не зборуваме, да странската јавност биде и домашната дефокусирана, некој ги предизвика луѓето, кои, внимавајте, 60 дена, мирно, гордо, достоинствено, токму од пред платото на владата, се собираа секој ден во 17 часот, се организираа, ке ја испеевме химната и ке почнавме да маршираме по улиците на Скопје до платото, плоштадот пред собранието. Ке ги кажевме нашите барања, ке се одржаа кратки инспиративни говори и ке се дадеа пораки секако. Пак се пее химната, потоа се отпочна со пеење на химната на самото движење за заедничка Македонија, која е прекрасно направена. Диначе не подготвив како пауза. Да, на звуците од Сајмон ен Ганфрагел, а на текст наш, кој е прилагоден на ситуацијава. И сега отеднаш тие луѓе кои најавуваат дека не сакат нереди, дека не сакат нивниот револт, нашиот револт да се преточи во гнев и во насилие, некој мудро го смислил тоа, секој ден им велевме, не бирајте мимо законот, а мимо уставот и деловникот, бидејќи ќе имате проблем со нас. Ќе дојдеме да си ја одбраниме државата, да си го одбраниме собранието, уставот, уставниот поредок. Знаејќи дека со емоциите на народот некој пат не е лесно, него е корисно да се игра, за да се употребат за некои работи, да се сокријат и да се замаглат, токму тоа не го направи. Прашувам, македонската јавност сакам да знае, зошто 24 часа во денот е избрано токму 18 часот да се избере Талат Џафери на срамен начин за председател. Единствено одговор е само ради тоа што тогашнија, по моја проценка, 5 до 6 илјади луѓе, граѓани загрижени на Република Македонија бевме пред собранието. Господине Томич, зошто провокација? Смислено. Зошто тоа не се направи во 17 часот, во 16, во 14, 13, во 12? Зошто не се направи во 11 навечер, во 12? Тоа собрање знаело да работи до Савајле, кога сите сме разотидени. Туку многу мудро, многу пиаровски смислено, а дури би рекол тоа се големи спин доктори што го смислиле и направиле. Заев се одважува, се запоседнува, да кажем, говорницата и кажува. И пазите сега на кој безобразен начин го вели тоа. Некому му се парафразирам, му се бендисувало или не некому, тоа е ВМРО да помане, или веројатно ние граѓаните.
Дали ние ќе избереме председател или не? Дали тоа ќе биде во ова сала, во друга сала? Или дали на тоа скали? ќе биде на скалите? Дали тоа ќе биде во паркот? Дали тоа ќе биде во Ману или на друго место? Ние ќе го направиме тоа. Овде е запален фитилот. Истото кога пред 2 години ја запали македонската јавност, го искористи случајот детево после изборите што загина. Нешковски, така младите тие заведени шарени револуционери ги наведе против власта, против владата и дојдоа овде да кршат, да уништуваат имот, да напаѓат институции, да напаѓат полицајци и така натаму и така. Истиот метод, различна ситуација, различен контекст. Исти ракопис. Ама ако погледниме контекстот е ист. Македонија. Значи, јас ви тврдам, за 60 дена сум учесник, одсутен бев 4 дена болен и 3 дена на службен пат, сите останати денови јас сум учесник во овие мирни протести. Ги запознав луѓето што протестираме. Верувајте ми, тоа се мирни луѓе. Верувајте ми, во мал процент се членови на ВМРО. Сето тоа сме загрижени граѓани за иднината на Република Македонија и за тоа што се случува во Македонија. Верувајте ми, од она што ги гледам, инаку лично од водачите, од инспираторите, ја знам само Елена Мисиркова и тоа ги кажам на колку интересен начин се запознав со неја. Борис Дамовски не го познавам. Игор Дурловски не го познавам. Бетмен Велив Младова дете. Да. Не го познавам. Дарко Мијалковски не го познавам. И сега сите да не ги набројувам. Верувајте ми, тоа се најмирните луѓе. Јас ви тврдам, тоа е новата македонска авангарда, тоа се новите народни трибуни кои за цело време, кои почнаа од една, како велите вие, Facebook статус, и се намноживме. На моменти стигнувавме до 100.000, до 150.000, до 200.000, а во нормални денови, кога требаше некому да му покажеме колку сме, во нормални денови на ниво на Македонија се движиме меѓу 30, 40 и 50.000, а во Скопје од 5.000, 10 до 15.000. Значи, таа идеја има приврзаници и верувајте, и многу повеќе и луѓе што седат дома не поврзуваат. Некој треба да работи, некој треба домаќинството да го одржува, некој треба децата да ги Обрски се да слуша. И така натаму. Овие луѓе не се насилници, да ви. Да, само тука ќе замолам еден мал брек, една мала паузиска со реклами, мора така ние кучниот ред. И се враќаме во студиото. Дине, побаре го господинот Станковски, ќе го има Александар Станковски за некоја минута, значи тоа е за 2 минути и 50 секунди од реклами и се враќаме во студиото. Останете со нас и ве чекам на телефонот 0231313332. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Други мои, гласот на народот саботно издание, Сотир Костов, аналитичар, мојот соговорник. Значи, поентата од првиот дел, значи имаме политички државен тероризам, организиран, оркестриран од Зоран Заев и неговата албанска дружина. Александар Станковски, мојот драг, почитуван пријател и колега, ние на линија. Добар ден. Можеме слушалките ги ставиме или не? Имаш слушалките, мога повели. Александар, добро дојде во гласот на народот и дадо ветување дека ќе ве вклучам, ќе ве поканам во емисијата. Еве, повторно сме заедно на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, заедно со господинот Сотир Костов. Се слушаме? Како? Се слушаме ли? Се слушаме, да. Александар, заедно со господин Костов сме во гласот на народот на Радио Слободна Македонија. Говориме за случувањата пред собранието и во собранието пред речиси 72 часа. Господин Костов даде, реков само еден наслов што ќе биде и водечки наслов во разговор, тоа е државен тероризам, реализиран, оркестриран од Заев и неговата албанска дружина. Како вие ги доживувате овие настани што се случија во собранието? Прво да ве поздравам вас и господинот Костов, и вас и господинот Костов редовно ве следам преку медиумите и благодарен на самопрегорта, на борбата која ја водите више со години за македонската кауза. И ви посакувам добро здравје и голема инспирација и многу енергија и инвенција за
и понатака успешно да ги пресретнуваме магиите под наводници на чадорот, кои стануваат све поглупави, попростачки, поидиотски и гледаме дека тој веќе губи инвенција. Значи, неговите погрешни предпоставки повторно се воспоставија. Тој сакаше, нели, со тоа што беше тоа направено негде после заклучувањето на седницата, да ги предизвика луѓето што се надвор, мислејќи дека тие се тука собрани според некои принципи на Ганди, дека тие никогаш нема да интервенираат, дека ќе пеат песни и ќе акаат по улиците, нефункционални како некакви пингвини, но опасно се пресметаат тука. Значи тука едноставно они не сметаат дека македонскиот народ има и како војнички ген во себе и дека ова што се случува, за разлика од шарените, една спонтана, моćна револуција и после овој настан што они го испровоцираа на еден простачки начин, ќе дојде до уште поголема радикализација на народот против овие структури кои се наметнати, кои се бандитски, кои се криминогени. И секој оној историјата го покажува, кој се судрил на народот, посебно вака директно, со провокации, секогаш губел и тие се веќе ставени во позиција да губат. Значи, тоа што го направија во 6:30, кога луѓето се надвор, беше всушност да се тестира моќта на народот, мислејќи дека ќе испаднат импотентни како шарените, но тука се создаде еден страшен клин, една страотна организација. Веројатно се евоцира оној древен империјален македонски ген и за час ја го освоија собранието. Со тоа веќе целиот систем е дерогиран и веќе власта е во рацете на народот. Во секој случај народот се повлече од тамо, нормално дојде посвестум до некоја интервенција која беше малце и брутална, зашто и ќе се поведат одредени постапки против тие полицајци што реагираа така брутално и што повредија преку 100 граѓани. Во секој случај, значи, тие мислеа дека народот ќе остане, ќе пее, ќе затропа со рацете и ќе се разотиде, а они веќе ќе зацарат со структурата, но им се деси тоа да ја почувствуваа силата на народот. Народот малце ги повреди, нели, во тој афект, во таа провокација, посебно поради две причини. Првото, со пеењето на албанската химна се воспоставува окупација врз македонскиот парламент, што значи веќе имаме една подмолна инвазија, која доаѓа на еден суптилен начин, но доволно груб народот тоа да го види и да реагира. Потоа вториот момент беше уште пострашен, едно крајно нелегално, непрофесионално, неетичко прогласување на председател на парламент. И тоа не знаеме дали тоа е избран легално со 61. Треба да се видат и анализираат снимките и да се види колку узурпатори всушност гласале за него. Меѓутоа, гласале за него или не, или меѓународната ги подкрепувала со некакви бодрења и со некакви аминувања на нивните резултати од тоа пара гласање, тие веќе немаат никаков легитимитет, тие се соборени, значи со силата на народот, и тоа во еден ден кога народот не беше толку окрупнет, а сега ќе очекуваме окрупнување. Ниједна полиција не може да го спречи народот кој ќе науми нешто да прави, доколку они сега одат понатака чекор или 2 или 3 во формирање на влада, народот ќе се окрупни до енормна бројка и нема полиција на светот што може да го спречи. Што значи дека ако повторно влезат во ваков аранжман носени од лудилото на умирачкиот чадор, чадорот кој веќе на сите нивоа влегува во една деструкција и само лудило, тогаш народот ќе дојде пак и овој пат ќе има многу пострашни консеквенции. Вака малце ги раскрвари, ги уплаши, изгледа како стаорци прибиени во еден агол, што делува секако на нивните симпатизери поразувачки. Јас зборам се една длабинска психологија која произлегува од хтонските сили на човека, и кога ќе ги видите своите лидери онака обезчестени, раскрвавени во носовите, уплашени како зајци, како глувци во агол, со нивните исто уплашени
телохранители исто така и степани, гледате дека всушност народот можел да ги ликвидира на лице место и веќе да ја нема таа дружина. Меѓутоа народот сепак, затоа што не се работи за професионални војници, нели тука, или за некои екзекутори, ги остави во живот со опомена дека више не смеат тоа да го прават, но ние видовме дека следниот ден тие повторно влегуваат ушеми, што значи дека сега народот е уште полут, уште поокрупнет. Само за илустрација можам да кажам дека тие полицајци што се ништо во однос на тоа колку народот може да собере сила. Ако сакате и оружена сила, земете в предвид дека таму има 25.000 ловци кои се супер добро наоружани. Значи не смее воопшто ни една структура во државата да си поигрува со народот и сега да го третира како некаков криминалец. Затоа што тој беше предизвикан од банда узурпатори на македонската држава и на македонскиот устав и на македонскиот систем, воопшто и на законите. Затоа ќе има консеквенција. Ако они сакаат да водат војна со народот, било кој да сака да води војна со народот, ќе ја изгуби. Тоа ви го гарантирам. Затоа што историјата покажува дека секој што се судрил со народот губел. Од друга страна, самите нивни симпатизери, гледајќи ги сега, со сожалување и со емпатија како беа доведени до позиција на прогонето животно, раскрварено и тотално немочно, веќе не може да гледа во нив лидери. Тие ќе гледаат на свесно ниво лидери, меѓутоа самата нивна подсвест ќе покажува дека тие луѓе немаат сила себе да се одбранат, а камоли државата Македонија, и дека тие веќе полека со време, како тие впечатоци од подсвеста ќе идат нагоре кон свеста, ќе стануваат се поодвратни, се по едноставно unreliable, што викаат американците. Значи не ќе можат да се ослонат на нив затоа што ние гледаме wimps или кукавици или луѓе поразени. Тие се веќе поразени, само треба да дојде тоа на некое ниво кога ќе сватат дека се поразени, ако не го сваќаат ќе добијат нов удар кој може да биде многу пожесток. Никој не го сака тој удар, нити овие луѓе кои демонстрираат 60 дена најмирно, пикавец не оставија зад себе, беа испровоцирани, луѓето предупредија, народот предупреди. Немојте да го правите тоа. Ако го направите тоа, овој народ од питомо јагне ќе се претвори во разјарен лав. Но тие не веруваа. Мислеа дека може само да се апгрейдува тој статус на питомо јагне во глупава овца. Но се појави лавот и ги раздрпа малце, следниот пат ќе ги проголта. Тоа е мојата порака до нив. Ти благодарам многу, Александар, за ова широка анализа. Те очекам конечно во Фала ви, студиото. поздрав до господинот Костов и до вас и продолжете со борбата за светата македонска кауза. Амин. За многу години. Тоа беше Александар Станковски во живо гласот на народот. Кој сум Сотир Костов, дали спомна Станковски дека веќе се губи во ликот во очите на поддржувачите на лидершипот со самата слика на тоа што се случи во... Значи, господин Томич, пред да ви одговорам, морам да кажам дека и денеска, мојот драг пријател, Ацо Станковски, покажа и докажа дека неговата филозофско-психолошка мисла е најака во државата. Нема, свака му част и не знам после ова што можеме да дадеме, но сакајќи на јавноста да ја објасниме што навистина се случи и начинот на избор. Да кажеме, значи. Има ли ваков случај во светот, господин Костов? Видете, има случаеви во светот кои на ваков или на сличен начин се случуване, но ова е специфичен. Ова е едно име големо, Македонија, кој низ векови предизвикува апетити некој да ја земе територијата и народот, и ова е една мала држава кој сака да ја распарча, да не постои, и затоа се предизвикуваат ваквите работи. Од кога на почетокот ја кажав големата слика, можеме сега во некои детали да навлезиме, и јас би прво во правничкиот дел, бидејќи секоја прилика се декларирам легалист, ќе се обидам тој епитет и денеска да го оправдам. Видете, имавме редовна седница на Собранието на Република Македонија. Така. Со седницата заседаваше досегашниот председател, како што е предвидено и во членот на деловник.
таа тече и никому му смета. Тоа е демократијата. Сето е запишано. Како се одвива таа, со дискусии, реплики, контралеплики е запишано во деловникот на Собранието на Македонија. Нема насилие, нема кршење на микрофони, нема напад на пратеници врз пратеници, значи демократијата функционира. Некому не му се бендисува тоа и го избира моментот кога доаѓат 5000-6000 протестанти, тоа сме ние кои секој ден протестираме, и кога председателот на Собранието одлучува, Трајко Велјановски, да ја заклучи седницата и ја заклучува, значи ја прекинува седницата, некој кој нема поима од право, од устав, од уставен систем, нема чувство за државност, не знае што е деловник или не сака да знае што е деловник на Собранието на Република Македонија, спротивно на одредбите токму тој деловник, исхитрено. И видете сега, може би некому нема да му се бендиса, но кога се бира председател е свечена атмосфера, предходно има консензус, предходно има договор, без разлика дали е албанец, турчин, македонец. Не може се македонци да се председатели на собрание или на други институции. Мораме и со тоа да го прифатиме, бидејќи сме ние мултикултурно општество. Но, тоа треба да е свечена атмосфера, тоа треба да е предвидено, си има протокол, си има фази како тоа се одвива, да личи народот да се гордее. А видите тие што направија. Реков, и Господ нека ми прости, ми заличи на парастос, ама нивни парастос, на нивниот тероризам. Ги палат телефоните, да снимаат и светлата, као да свеки држат во раците. Исхитрено, 2-3 збора кажува Мухич, као најстар во тој момент, пратеник, тој назначува веднаш 2 заменика, никој ништо не слуша, не се снима тоа. Тие веднаш поставуваат на гласање, се дигат раците и се гласат. И сега ве прашувам, каде е рекордингот, каде е запишано дека колку луѓе гласале, како гласале? Дали го избрале доволен број, а тоа е минимум 61 пратеник, сомневањата се огромни и ја им советувам на луѓето кои ги имаат можноста да ја извадат последната слика од претходната седница, што ја заклучи председателот, и да ја замрзнат, да видат колку луѓе биле во салата од овие што гласаат. Да вадат слики од двата агла, лев, десен и напред и назад, кога ги држаат телефоните и да видиме дали има 61. Моите проценки кажуваат дека ги нема. Го немаше најстариот, оној албанец македонец што е, го немаше Али Ахмети, не гласаа Беса и ДПА. Моите проценки се дека се гласале меѓу 58 и 59. Ама тоа треба да се рекордира, тоа треба да се запише, да се снима и да се докаже дека е избрано на валиден начин. Сето тоа не е направено и сега замислете. Тие на брзина го прават тоа и за да има одглас тоа, ви се молам, Заев одлучува да продолжа со пресконференција и да се обрати ново, така наречениот новоизбран Талат Џафери. И сега видите, не чувме дека тој дал заклетва. Тие велат, море подпишува. Ама никој не ја слушна. Јавноста треба да го знае тоа. Што изговорил, на кој јазик? Сите велат дека на албански јазик. Нема превод. Може би на албански јазик он рекол, од утре ова Македонија држава ќе ја поробиме и ќе стане голема Албанија. Не може таков тероризам да се спроведе на народот. Доколку сето тоа не е транспарентно и според законот како што е запишано, за да утре се провери на лентата да се види што е кажано, јас лично мислам дека тоа нема да помине. Второ, тој ден на таа седница на дневен ред не бил избор за председател. Следуваше отпосле прво избор на комисијата за избор на именување. Па некој требаше него да го законски во процедура предложи, па да го бираат. И сега видите бласфемија, видите лицемерие, видите злонамера, зло дух. Синоќа на телевизиите трубат и Заев и Шекеринска, ние ќе ги прочитуваме и ние ги прочитуваме процедурите. Да, ама од кога ги прекршија? Тие ги прекршија сите можни процедури. Фигуративно, ако постојат 10, тие прекршија 11 процедури при изборот на Талат Џафери за председател. Истото ни најавуваат ќе го прават и за влада. Не. Доста беше. Господинот Ацо Станковски го кажа, ова беше опомена.
Народот нема да дозволи. Граѓаните нема да дозволат. Ние сме пробудени, ние сме свесни и верувајте ми, Тиранската платформа само во овој сегмент може да биде присутна. Полека ја истиснуваме. Сега да се вратам на тезата народот бил насилен. Било што да прозборам за таа атмосфера во која бев и сведок, право морам едно да кажам. Големо жалење за нападнатите, за повредените. И по име ќе ги кажам, политички не се согласувам со нив, ама сега зборува човекот Сотир Костов. Жалам што Села е повреден, жалам што Заев е повреден, Шекеринска и да не ги наведувам сите други. Им посакувам добро здравје, долг живот и брзо оправување. Но, ако беа тешко нешто повредени, не дај Боже било што, немаше да се растрчат по студијата, Шекеринска дури и бандажирана, пријавува била многу повредена, а вам му дава изјави контрадикторни од незиниот лидер. Еве во што. Заев театрално кажува дека Ѓорчев, Тодоров и уште некои други ги бранеле. Па ако некој сакал да ги убие, немаше никој да ги бране. За да на друга телевизија во исто време Шекеринска вели, пратениците од ВМРО ДПМН им помогнаа на насилниците, тоест на граѓаните, им даваа оружје, замислете, ама под оружје мисле огнено оружје, палки, железа, шипки и така натаму, за да тие нас не убијат. Видите сега контрадикторност. Едниот вели, полицијата си ја заврши работата, бидејќи ги заштитила. Другата, тоест Шекеринска вели, полицијата не си ја заврши работата. Тие се некоординирани. Господине Томичу, што одамна ги имам наречено двоец без кормилар. И се едно да се разбере. Синоќа внимателно ги гледав снимките од сите портали, од сите телевизии. Особено ја гледав снимката телевизија Телма, што ја праќа преку на гласот на народот во Америка. Многу добро се гледа дека народот втрчува во собранието, дека определен број успеваат и горе да се пробијат и дека вака се. Тие доаѓаат, на еден начин се збунети, не ги масакрираат, не ги напаѓаат, бидејќи беа стотици да сакаа, ќе го направеа тоа. Употребува огнено оружје, обезбедувањето на Заев. Веднаш да ви кажам, непрофесионално. Заев се фалеше дека тоа биле професионалци и постапиле според законот. Сега ќе ви го кажам законот и на целата македонска јавност. Има законска одредба и акти на собранието. Било кое обезбедување на премиер, на председател на држава, на било кој министер, кога ќе влези во собранието, оружјето го оставува на портиница, на специјални каси, рафтови и така натаму, бидејќи собранието има обезбедување, собранието е обезбедено и не смеат каде што се спроведува демократија да има огнено оружје. Ве прашувам, кој е тој професионализам да носите оружје и тоа било личното обезбедување на Заев и на Оливер Спасовски. Може ли да пуштиме кусена изјава? Дино, тема да пушти изјавата на господин Заев што ја даде за една скопска телевизија, каде што потврдува дека дал наредба да се пука и тоа два пати. Да, ќе коментираме. Одиме, ставите ги слушалките, молам да слушнеме. Службеното лице полицаецот Аца. Не е Саше тој што го има на сликата со пиштол кој што држи надвор, го знаат, ќе го препознаат гледачите, но Аца е другото службено лице, тоа се двајца полицајци, официјално обезбедување на поранешен министер за внатрешни. Останаа со Оливер Спасовски. Во еден момент вели, јас сум полицаец, дига значката, ве молам, одстапете, дојдовме до животот на претениците. Ве молам, одстапете, ќе пукам. Го дигна пиштолот. Полицаец сум, предупредувам, ќе пукам. И праша, ќе пукам, председател, пукнете еднаш во воздух, пукна еднаш во воздух. И оп, застанаа малку другите. Не беа доволно уплашени, тргнаа да му земат пиштолот. Пукам уште еднаш, пукна уште еднаш, два пати. Сега да ви објаснам. Закон да шури како се десува. Тоа веќе добро сте одбрали. Ле специјалист има закон според Заев. Сега да ви кажам. Ја лажи македонската јавност Заев. Сега ќе ви кажам. Тоа не се професионалци, нека ми извинат дечките, ама он така ги блате. Професионалец ако е, нема потреба да го прашува Заев и од него да бара одобрување. Заев е лаикот. А ако сум ја телохранителот и професионалецот, јас проценувам, јас сум обучуван дома, во странство, било каде.
во вакви случаеви да се справам и со насилство, и со насилници, и со било што. Значи, не е професионалец ако прашал да пукам ли председателе. Не, каков председател? Значи, тој одлучува бидејќи тој знае како да... И второ, каде се виде на снимките дека се нападнати со оружје. Значи, несразмерна одбрана имаме. Ако тие се голорако нападнати, треба да ги бранат голорако. Ако тие се со средство нападнати, треба да им ги внимавајте, треба да им ги одземат, да се потрудат средствата и со нив да се одбранат. Во случајот, и добро е сега ова е за пофалба, што пукнале во воздух, ама сега не сум да ве прашам. Сте чули ли за жута минута и тамна минута? Ето, знаете ли што е? Кога оружје некој ќе ви впери во лице и кога ќе ја видите цевката на оружјето, сега ви зборувам како поранешен обвинител и поранешен адвокат. Сум ги обвинувал или во даден момент сум ги бранил насилниците, законот е таков. Луѓе, кога и оштетените сум ги сослушувал, вака велат. Кога сотире ќе видиш оружје вперено во лице, ти се стемнува. Ти тогаш не знаеш што правиш, има само се буди од тебе животинскиот нагон да преживееш, да не те фати куршум. Токму тие професионалци на Заев кои ги кажува, кои помогнаа во спасувањето, иако нив ги спаси граѓаните и пратениците на ВМРО ДПМН, и тоа ќе го објасниме. Токму тие ја разјарија ги разјарија граѓаните или делот од граѓаните што се качија горе. Мал дел се качија горе. Главниот дел отиде доле во салата, се пееше химната, се држеа говори и си беа мирни. На еден начин, сите бевме задоволни што го освоивме парламентот, си влеговме во народната куќа која е наша, која е граѓанска. Припаѓа на народот. Осудувам секакво насилство од 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 луѓе кои го направија и не го оправдувам во ниеден случај, но немој Заев да ја залажува јавноста дека овие биле насилни, а овие биле убавици демократски. Не е точно. Нив, ако народот сакаше, сега ќе го употребам зборот, кој вчера тие го употребува, бидејќи тоа било обид за убиство и не знам што. Ако народот сакаше да ги убие, Томич, нека ми просте Господ ќе ги убиеше. Не, народот не сакаше да ги убие, дури се прашувам колку сакаше да ги повреди, овие се малку испровоцирани состојби, народот сакаше да ги опомене. Тоа го видов кога, по моја проценка, од 80 до 100 луѓе влегоа во таа сала, така што се држеше. Пресот се направи едно комешање и во еден момент народот застана. Вероватно, не сум имал прилика со тие луѓе сега да разговарам, не сум се сретнал. Процени дека тука е границата. Сега. Сето натаму што е пречекорено, ја не оправдувам. Јас сум познат пацифист, јас сум познат човек кој живот никад не се степал, не сум удрил никого, нити мене ме удрил, и ја не можам сега ово да го оправдувам. Но од кого е предизвикано, ајде малку психологијата да ја видиме. Намерно ги предизвикува. Овој ланчен процес почна од, како викат, булдожер дипломатијата, хојт ли, тоа дипломатско џуџе било булдожер демократија. Тој вака ни порача. Господа македонци, кога ќе дојдам во Македонија, сакам да ме пречека и да разговарам со новиот председател на собранието. Ете кој го запали фитилот. Предпоставувам се имат сценарио, Зајарев ги надува мускулите и со господата од албанските партии, диригирани од Тирана, тие го направија тоа што го направија. Затоа рече дека зад мене стои НАТО, Европска унија. Виете, господине, Трамп нека стои кој сака зад него. Ако зад него не стојат граѓаните на Република Македонија, ако зад него не стои народот, тој никој пат нема да биде оправдан во оваш државен тероризам политички што го прави и верувајте, никој пат нема да успее во живот. Треба граѓаните, демократијата е давање легитимитет. Значи, ви давам подршка. Подршката треба да е голема, за да велиме легитимен изборот, а друго е легален. Во случајот, нити е легален, значи не е во согласно со законот, не е во духот на одредбите на деловникот на собрание, значи не е легален и не е легитимен.
Нема поддршка. Каде се бе нивните луѓе да ги поддржат? Јас да ве прашам, оно Ацо Станковски што го збориш. Ма не може никој против Македонија да стане. Се закануваше Заев, Лјупчо Палевски звонеле тука по седеше. телефони. Лјупчо Палевски беше тука, Да. кој што седите и Да. вие, го осуди, го обвини. Па како нема, па и Палевски е паметен човек. И сега видите, звонеле они на луѓето од Чаири, од не знам каде да не доваѓаат со оружјето. Значи, кој бил спремен со оружје? Тие. Па тоа ли е демократија, јас да ве прашам, секој пат они со оружје да бранат? Треба ли да се вратиме во 2001 година? Не, господине Томич. Морате вие гласот, па и вашата емисија се вика гласот на народот. Vox Dei, Vox Populi. Па зошто рекле гласот на Господа е народен глас, народниот глас е глас на народот. Па не е толку безакал тој народ и тие граѓани, па седни сослушај ги, иако не се согласуваш со нив. И сега видите што ни нуди Заев. Заев ни нуди никаков диалог. Значи тој е исклучив човек, тој е нетолерантен човек и вика, каков диалог? Што ќе барам јас кај Груевски? Јел би средбата И сега со видите, вика, председател. па ја и села бевме, имаме демек едниот потресен, другиот повреден потрес на мозок во клиника каде? А како стигна во студиото да ни држи предавање? Како Шекеринска стигна во студиото да ни држи, а не успева да стигнат на средба кај председателот? И сега кога споменувам председателот, а валда му е на председател. Значи, својски се бори да ја задржи безбедноста, да ја задржи унитарноста, суверенитетот и територијалниот на целокупност на државата. Ако некој во моментот некоја институција има легитимитет поддржана од маса народ, покрај тие што го гласаа и овие луѓе што излегуваме од 100 до 250.000 граѓани зависно од денот и од ситуацијата, тоа е председателот Ѓорги Иванов. Ако некој треба ова да биде медијатор, кај него да се договара, тој кај него. Заев и дружината му, предводена од Али Ахмети, бегаат. Не можам сега зборувам за Заев, ама зашто да го поштедам па и Али Ахмети? Нема, албанци, македонци еднакви сме. Али Ахмети стера вака вика, не одам кај председателот Ѓорги Иванов, бидејќи тој не е дел од решението, тој е дел од проблемот. Па ја јавно поставувам прашање на македонската јавност, што е Али Ахмети? Од што е тој дел? Од решението или од проблемот? И да појаснам на што мислам. Да поентирам. Кој ја донесе тиранската платформа во Македонија? Али Ахмети. И сега тој ќе ми кажува дека е дел од решение. Па и тој не е дел од решение. Ама не знам дали приметивте, кога го прашаа на пресконференција Заев за каде е Али Ахмети, тој се спетля малку, одговори едно па друго, не знам, него ќе го прашате, ама знаете, тоа се подразбира, тој зашто не е тука. Знаете што сакаше да ни сервира? Дупла слика. Дека Заев е херој и дошол овде да се брани нешто, тој брани тиранска платформа, а дека Али Ахмети не е херој. Дека Али Ахмети, јас ќе ви преведам, се малку и со психологија се бавам во животот. Дека Али Ахмети го нема денес и одлучиле ради неговата безбедност. А пази, а безбедноста на Заев значи не е битна. Јас сум херојот, не господине Томич. Ке ве подсетам на младоста. Енди Ворхол вели, секој во животот сака да биде херој, барем 15 секунди, барем 15 минути, а има и една песна од Дейвид Бои, Херои. Сега ќе ви кажам. На вистина тие во своите си очи беа херои 15 секунди. Вистинските херои се граѓаните на Република Македонија. Вистинскиот херој е народот на Република Македонија, не за 15 секунди, не за 15 минути, него долговечни. Бидејќи како велиме таймлес, Македонија вечна и народот вечен, ова е метафора, генерација преку генерација за Македонија и од тој аспект народот е вечен. И јас ви уверувам, ке се оладат главите, ќе ја нагазиме топката, ќе видите дека ако зборуваме за херојство е само народот. И да ве прашам сега, зошто во ист момент не е нападната владата на Република Македонија, не е нападната некоја зграда на јавниот сервис, на приватните телевизии, на вашето радио, да ги запоседниме и ние насилниците да диктираме во оваа држава? Не. Само тоа ако го направивме, ние ќе сме вистински насилници.
не беа нападнати, него им отидовме да им кажеме дека во таа куќа сме ние газдите, граѓаните на Република Македонија. Ние им го даваме суверенитетот, но им го одземаме доколку не се грижат за интересите на граѓаните на Република Македонија, државните интереси и националните интереси. Опомената е дадена. Штетата е мала, верувајте. Иако не посакувам ни вас, ни мене некој да ме удира, да ме тепа. Значи во тој случај ги бранам и ќе ги бранам до крај и нека ми се наљутат моите другари со кои протестирам. Ја не сум насилен човек и ви тврдам 99% од тие луѓе што се со мене не се насилни, да не речам 100%, како упаднаа тие луѓе, си има институции, си има органи, нека проверат и доколку се виновни, нека истражат, нека документираат и нека ги процесуираат. Мораме тука ни реклами и потоа идеме одјава и да се поздравиме. Останете со нас по рекламите, се враќаме студиото. Радио Слободна Македонија. Драги мои, го слушаме Сотир Костов, аналитичар. Решив вечерва, денеска поточно, вечерва знаете некако терминот. Дај Боже да го добиме тој термин, што бараме некоја од телевизиите кај што заслужува гласот на народот да се врати кај што му е местото на местото, тоа е телевизиски формат, но не гледате и преку YouTube каналот во живо и не слушате нова фреквенција. Господин Сотир Костов, имачи факт дека народот со пиетет, со љубов ве слуша денеска, дадовте вистински одговори на се она што требаше да се одговори, да се даде на оценка, анализа што е ова што се случува. За крај, дали може едно куса порака да испратите од сето ова, бидејќи не гази времето? Да. Македонски народе, треба да сме сите свесни дека Македонија на софистициран народ начин е нападната од надворешни лакоми луѓе за нашата територија, нашиот народ и нашето име Македонија и од внатрешна пета колона квислинзи, затоа треба да се организираме достоинствено во уште поголем број, 10 пати од овие бројки што ги гледаме по улиците, да не им дозволиме тоа да не се случи. Тоа е заветот на нашите револуционери од Илинден, одасно, но тоа е и нашата обврска на нашите идни поколенија и генерации, на нашите деца и на нашите внуци, да им ја обезбедиме Македонија вечна. Доколку тоа не го направиме, историјата нема да не запамти и ќе бидеме генерација која не си ја извршила задачата. Само да се ја одбраниме државата, уставот и унитарноста. Ништо повеќе. Благодарам многу, ви посакам добро здравје и успех вам и на вашето семејство. Благодарам. Да си ги промените деновите што предстојат. Исто и вие. Почитувани, тоа беше Сотир Костов во живо гласот на народот. Вие го слушавте радио, ја слушавте емисијата Гласот на народот на Радио Слободна Македонија. Автор и уредник Слободан Томич, 29 април 2017 година. Бидете ми живи и здрави. Ве поздравам јас и Дине, Сотир Костов. Толку, благодарам. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот на Радио Слободна Македонија.